Гнев и револт кај самохраниот татко кој со вода и шеќер наместо млеко го хранеше своето 20-месечно бебе. Штипјанецот Љупче Смилев тврди дека неговата беда и очај биле искористена само за дневно политички поени, а ветувањата за подобар живот што ги добил од градоначалникот останале само празни ветувања. Ниту ми помогнаа со детето, ниту ми дадоа работа, вели Смилев. Престојот во градинка го подмирила приватна компанија, а тој наместо сигурна плата и осигурување добил работа во градежна фирма. Во изминатите 5 дена работел се и сешто. Копал дупки и дзидал, раскажува Смилев. Но фактот дека никој ниту му кажал колкава ќе му биде платата, ниту му побарале документи да го осигурат, ја прелеало чашата. Од друга страна, градоначалников помеѓу јавно предпријатие Штип, што е комуналното и е на приватна фирма во Штип, се двумеше помеѓу дали во ИСР да бидам, дали во приватна фирма и му упајтува во фирма приватна. Што јас со таа фирма приватна немам ни побарале договор, документи, ни да подпишам документи ни ништо. Од општина Штип велат дека Смилев не бил осигуран бидејќи ги немал потребните документи, а во комуналното предпријатие не го вработиле, затоа што се работело во 3 смени. Пошто тој е самохран родител, односно сам родител за кој што чува дете, најдобра опција за него ќе беше да работи во една смена. Фирмата која што го пуштивме да работи во која што го пуштивме да работи самиот Љупче, е фирма која што му даде работно време од понеделник до петок. Центарот за социјални работи се уште вомбрачно му го нема доверено малиот Андреј. Изготвено е решение за надзор на родителско право, за службите да утврдат дали соодветно се грижи за детето кое е напуштено од мајка си. 23-годишниот Љупче Смилев е самохраниот татко, кој раскажувајќи ја својата трогателна приказна во емисијата Срце на дланка на Алфа, на нозе ја крена целата македонска јавност. Помош пристигна од секаде, а целосно се реновира и собата од 20 квадрати, каде со својот син живеат под кирија.